Добро вечер и Божи благослов до сите слушатели кои што се разбира оваа вечер ќе ја слушаат емисијата Гласот на вистината. Почитувани слушатели, зборуваме за последните времиња. Всушност, кога зборуваме за последните времиња, тоа не значи дека зборуваме дека крајот веќе настапи. Туку последните времиња се доказ или показалец дека навистина крајот е многу блиско. Учениците на Исуса Христа уште во тоа време, некаде пред 2000 години, верувале дека Господ Бог го воспоставува своето царство на оваа земја. И затоа тие се поздравувале со зборот Мараната, кој значи дојди Господе. Така да и во рано христијанството, уште во првиот век, исто така после апостолите, учениците на Исуса Христа, следбениците на Исус се поздравувале со ова: Мараната, дојди Господе Исусе Христе. Зборуваме исклучително за многу битна и многу важна тема. Тема која што се врти ни целиот свет. Тема која што навистина предизвикува сепак кај сите нас некоја љубопитност и одговор на овие прашања. Дали навистина ги живееме последните моменти? Го живееме последниот момент од нашите животи? Почитувани слушатели, живееме навистина во едно многу тешко време и свесни сме дека лека по лека чекориме кон крајот на овој свет. Ако само се подсетиме, минатата емисија напоменав дека сепак мораме да знаеме на важна работа. Не затоа што сакам да звучам песимистички, не. Она што е опишено во Библијата, за тоа сакам и да ви пренесам. Она што Христос и апостолите подоцна, кои биле инспирирани преку Духот Свети, и она што ни е во канонот на Библијата, всушност тоа сакам со Божја помош да ви го пренесам сето она. Затоа треба да бидеме внимателни, посебно внимателни, се она што денеска се кружи околу социјалните мрежи. Затоа ни зборува и Христос, и тоа ќе биде всушност и дури па и нашата вечерашна тема по оваа прашање. Дали навистина живееме во последните времиња? Но, сепак, јас сакам малку да обрнеме внимание на прашањата, и ако се сеќавате, напоменав дека нашата тема на овие од 8 до 10 прашања ќе се темели на прашањата кои му ги поставале учениците. Ако добро се сеќавате, јас зборував за кои ученици всушност и едноставно станува збор. Значи, станува збор за 4 ученици кои му ги поставале овие прашања. За Петар, Јаков, Јован и Андреј. Кога ќе биде тоа? Каков ќе биде знакот на твоето доаѓање и за крајот на светот? Ова се прашањата кои што верувам дека навистина ќе дадат одговори, и тогаш ќе можеме, како шлак на тортата, а тоа е крајот на светот, да видиме точно кога ќе дојде крајот на светот. Но, почитувани слушатели, од самиот почеток само сакам да нагласам дека ние не можеме да дадеме точни информации. Да кажеме во смисла на тоа дека тој ден, таа година, тоа време ќе настапи крајот на светот. Бог знае најдобро, но Исус, ако добро се сеќавате од Евангелието на Матеј 24 глава, ни дава една споредба со смоквата, и преку лисијата на смоквата и дрвјата на смоквата ние така препознаваме кога наближува летото. Така да и овие знаци кои ни се опишани во Библијата, кои зборува Христос, ни дава во знаење како или кога ќе биде крајот на светот. Не ни дефинира точно кога, но меѓутоа тоа се презнаци како можеме да ги распознаеме времењата или да го распознаеме триумфалното доаѓање на Господ Исус Христос. Како што реков, ќе зборуваме за овие 4 прашања кои му ги поставиле, се разбира, учениците на Исус Христос. Тој е нашиот Господ и Спасител. Кога ќе биде тоа? Тоа е прашањето за кое што сакам навистина да зборуваме оваа вечер. Всушност да зборуваме за овие
овие прашања кои ни се запишани во Светото писмо од страна на учениците. Кога ќе биде тоа и каков ќе биде знакот или крајот на светот? Ова се, како што кажав и напоменав, крупни прашања. Прашања кои што сите нас не засегаат. Прашања кои што постојано си ги поставуваме. Дали живееме во последните времиња, во последните моменти од нашиот живот? Дали е светот при крај? Дали ќе заврши? Дефинитивно, овој свет има крај. Како што има почеток, има и свој крај. Дали се логични прашањата или дали логично размислуваме покрај она што денеска ни се случува во светот? И кај нас, мислам дека е логично да си ги поставиме овие прашања или да поставиме еден ваков тип на прашања. Се надевам дека ќе одговориме преку Светото писмо на овие прашања. Ве предизвикувам, почитувани слушатели, да ја слушате емисијата Гласот на вистината и се разбира ќе добиете одговор на овие прашања. Ајде да се вратиме назад. Да видиме и да дадеме одговор на овие поставени прашања. Кога ќе биде тоа, каков ќе биде знакот на неговото доаѓање и крајот на светот. Ајде да отвориме во Евангелието на Матеј, 24 глава, 4 стих и да видиме што таму всушност ни е запишано. Почитувани слушатели, еве што ни е запишано во 4 стих. А Исус им одговори и рече: пазете се некој да не ве измами или да некој не ве излаже. И интересната работа е тука што Исус на прв поглед не им дава одговор на учениците, на нивните, се разбира, поставени прашања. Туку тој што ги предупредува. Исус им одговора и вели: чувајте се, пазете се, некој да не ве излаже, да не ве прелаже. Исус ги предупредува своите ученици, па дури денеска и нас. Едноставно да бидеме внимателни. Тој не им дава, како што кажав, одговор на нивните прашања, туку ги предупредува: пазете се некој да не ве излаже. Зошто? Затоа што времето е блиску. Поточно, кога зборуваме дека времето е блиску, тоа ни дава во знаење дека времето е ограничено. Всушност, ние живееме во едно време кое е ограничено, па дури ние луѓето сме ограничени временски. Во емисијата Гласот на вистината во минатите години, па дури минатата година, спомнавме за еден човек по име Матусал, кој живеел 969 години, а потоа починал. Видовме дека првиот човек Адам живеел 930 години и починал. И затоа зборувам дека времето е ограничено и затоа Господ ни зборува за оваа време. Но кога зборуваме дека времето е блиску, Бог сака да не предупреди дека толку многу блиску е неговото триумфално доаѓање. Тоа ни го покажуваат знаците. Знаците кои што се случуваат и ќе се случуваат во иднина. И тие знаци покажуваат колку е блиску неговото доаѓање. И затоа вели дека времето е ограничено. Книгата Откровение има 22 глави. Првата глава започнува со предупредување и последната глава завршува со предупредување. Еве ќе прочитаме од првата глава, 3 стих, книга Откровение, прва глава, 3 стих. Блажен е оној кој чита, оној кој ги слушаат зборовите на ова пророштво и пазаат на напишаното во него, зашто времето е блиску. Ова е првата глава на ова ескатолошка книга, книгата Апокалипса. Сега ќе ја читаме последната глава, 22 глава, ќе го читаме 10 стих и вели: им рече: не запечатувајќи овие пророчки зборови на оваа книга, бидејќи времето е блиску. Како што напоменав, почитувани слушатели, дека апостолот Јован, кој го гледа Откровението во островот Патмос во денешна Грција, Господ на самиот почеток го предупредува, како што, ако се сеќавате, го предупредил и Адам.
Денеска Бог не предупредува да внимаваме, за да некој не излажи. Затоа што се појавуваат доста такви луѓе кои го пророкуваат крајот на светот или доаѓањето на Месијата или доаѓањето на Христос. Но овде Библијата многу јасно и гласно зборува дека такви луѓе ќе се појават многу и затоа треба да бидеме посебно внимателни. Зошто? Затоа што времето е ограничено или дека времето се разбира е блиско. Пазете се некој да не ве излаже. Еве ќе отвориме во петтиот поточно стих од ова 24 глава и ќе видиме што таму навистина ни е запишано. И еве што вели: зашто многу мина ќе дојдат во моје име, говорејќи јас сум Христос, и ќе прелажат мнозина. Затоа треба да бидеме особено внимателни. Еве ќе го прочитаме и 23 стих од ова иста 24 глава и ќе видиме што таму ни зборува, се разбира, Библијата. Тогаш, ако ви кажат некој, еве овде е Христос или таму е, немој да му верувате. Самиот Господ Бог, самиот Господ Исус Христос ги предупредува своите ученици, ја предупредува црквата. Денеска на никому не треба да веруваме дека Христос е веќе дојде. Уште во претходно, ако добро ги истражуваме некои историски податоци, луѓето се занимавале со оваа прашање, поточно со ескатологијата, но внимавајте дека Христовото доаѓање Библијата зборува дека ќе биде видливо. Тоа нема да биде скриено како што некој размислуваат дека ќе биде Христос скриен или неговото доаѓање ќе биде скриено, туку неговото доаѓање ќе биде видливо. Па дури ќе се расплачат пред него сите земни племиња, па дури оние кои го распнаа Христос ќе го видаат, затоа што тој е алфа и омега, почетокот и свршетокот на овој, се разбира, свет. Еве да видиме што ни вели и 27 стих од ова иста 24 глава. Затоа што како што молната излегува од исток, се гледа дури до запад, така ќе биде доаѓањето на Синот човечки. Значи Христос многу јасно и гласно зборува какво ќе биде неговото триумфално доаѓање, неговото второ доаѓање. Тоа ќе биде многу јасно. Многу јасно. И еве што вели во Откровение, во првата глава, значи ќе читаме Откровение првата глава и ќе го читаме, се разбира, 7 стих. И ете иде со облаците и ќе го виде секое око, оние што го прободеа, и ќе се расплачат пред него сите земни племина. Да, амин. Јас сум алфа и омега, почеток и крај, вели Господ, кој беше, кој е и кој треба да дојде семојкниот. Значи Библијата ни зборува дека неговото доаѓање, како што кажав, ќе биде многу јасно. Затоа треба да бидеме внимателни, затоа што ќе се појават многу лажни месии и многу лажни пророци, како што веќе се појавуваат. Затоа треба да бидеме многу внимателни. Затоа што самиот Христос ни зборува за лажни пророци. Но, почитувани слушатели, ако даде Господ, ќе продолжиме наредната емисија и ќе видиме, навистина ќе продолжиме со ова исто крупно и многу битно прашање. Лажни месии, лажни пророци. Она што Господ не предупредува, да внимаваме некој да не излаже, затоа што неговото доаѓање ќе биде многу јасно и гласно. Поточно, Библијата вели дека секое око ќе го види. Па дури и ние, живите, ќе го видиме Исусовото доаѓање, како Христос доаѓа, како небото се отвора и како тој навистина доаѓа на овој свет. Но, за тоа отом потом, што се вели народно или понародно, но ќе продолжиме да зборуваме наредната емисијата Гласот на вистината и ќе видиме што вели апостолот Јован, кој бил инспириран, дали треба на секому да му веруваме или ќе треба да ги преиспитуваме работите, да видиме дали се од Бога или не се од Бога. Почитувани слушатели, читајќи го Словото Господово, ќе видиме дека сепак мораме да бидеме внимателни, затоа што постои една негативна сила и дека
луѓе се исто така инспирирани преку таа негативна сила и се представуваат како месии. Видовме ние дека се уште дури па евреите не веруваат дека Христос е Месијата и дека тие веруваат точно дека Месијата треба допрво да дојде. Но за тоа ќе зборуваме, како што реков, наредните емисии. Навистина, ова тема е возбудлива тема, но тема која не предупредува да внимаваме, за да не се втурниме во заблуда или некој да не заведе. Затоа Христос не им дава одговор на нивните прашања од самиот почеток, туку им вика: пазете се некој да не ве излаже. Моето доаѓање ќе биде видливо и ќе го виде секое око. Убаво нек Господ со вас нека биде и се слушаме, се разбира, до наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатно.